Денеска првото кафе ќе го испиеме со мој денешен гостин Воислав Димитровски, кој е всушност ветеринар повеќе од 15 години. Едноставно професионалец во својата работа и едноставно влюбеник во животните. Денеска во склоп на нашата утринска емисија и во склоп на новата рубрика на Кафе со ќе го испиеме првото кафе со него. Најпрво добро утро, добро дојдовте во утринската на Телма и за почеток ќе прашам како вообичаено на вас ви започнува утрото. Добро утро, благодарам за поканата. Навистина ми е чест да бидам дел од оваа ваша утринска програма. Како го поминувам или како почнува утрото на ветеринар? По принцип, ние кога ќе станеме рано сабајле, секогаш ни се во глава обврските од претходниот ден кои што знаеме дека и следниот ден, да речеме, би требало да ги преземе, зашто кај нас пациентите кога имаат потреба од наша помош, некогаш имаат потреба од повеќе дневна помош, па секогаш планираме дали, односно размислуваме, да речеме, во позадината на будењето, што се случува со пациентите, дали се во ред, дали не се во ред, со кого треба да се слушнеме и така натаму, со цел да имаме следливост за развојот на третманот и лекувањето на животните. Но во секој случај, нели, кога ќе се разбудиме сабајле, си имаме домашни обврски, си имаме семејства и нормално треба децата прво да се спремат, да ги однесам обично во училиште, јас повеќе ги носам, или во градинка, сега и двајцата се веќе во училиште, имам прволаче. Ги носиме во училиште и од тука натаму веќе почнувам да се организирам за денот. Гледам прво мејлови, дали имам мејлови или да речеме неопределени вибер групи кои што ми се мои стручни, да видам дали има некои нови информации или некој одговор што треба да го дадеме и од тука веќе во 9 часот почнува работата во ветеринарната амбуланта. Со колегите кои што се на смена, во секој случај тука почнуваме со стационарните животни, односно животни кои што пренокиле во ветеринарната амбуланта со цел дали имаат потреба од поинтензивна грижа. Ги прегледуваме нив, даваме утрински терапии, го гледаме нивниот статус, дали се е во ред и така натаму. Еден од колегите, да речеме, го известува одговорниот собственикот за конкретното животно, како го поминало денот, дали во каква состојба е утрото и така натаму. Многу е благородно, многу е убаво кога гледате дека им помагате на животните и многу сме среќни кога гледаме како се подобруваат од ден на ден. Наистина тоа ни буди голема задоволство и на нас, но мора да ви кажам дека ветеринарната професија е доста стресна и доста ризична во однос на благосостојбата на ветеринарите, затоа што ние во еден ден имаме различни типови на расположение, поминуваат и циркулираат кроз нас, затоа што некои животни одат во подобра насока и нас не радуваат, или ќе ни дојде младок утренце, па ние таа енергија насочуваме кон собственикот позитивна, нормално и ние се радуваме со нив, но некои животни, нели, животот си оди и во другата насока, па може да одат подлабоко, не дај Боже, може да починат, а ние тоа го чувствуваме и сочувствуваме со тие собственици. Велите ризично, дали е ризично од аспект што некој милениче, куќе може да ве нападне при лекување на истото или? Значи нашата професија исто е многу ризична. Сите од нас си носиме траги најчесто по рацете. Имаме безбедносна опрема и затоа многу е важно со клиентите кога ја земаме анамнезата, кога ги прашуваме какво е животното и така натаму, клиентите многу правилно да ни го доловат моментот, затоа што најчесто се случува пех или крах или напад од животно према нас како стручни лица, кога премногу ќе се довериме на собственикот, ќе ни рече многу е мирно кучето, не се секира, ништо нема да ти направи, или мачкава моја никогаш никого не изгребела, не искасала и така натаму. Всушност ние се доверуваме на собственикот дека тоа навистина е така, а на крај излегува дека можеби не е така и после ние си ги носиме трагите. За кои миленичиња најмногу се бара помош? Мислам најмногу се разбира за куче и мача, но има ли некои невообичаени? Значи, ние кога почнавме, направивме една статистика во ветеринарната амбуланта и гледавме дека многу повеќе кучиња ни доаѓаат. И ние на годишно ниво правиме определени базари, кои што се активности каде што собираме определени средства од граѓаните во различни насоки, дали ќе биде некоја ликовна академија, дали некојаш луѓето донираат подароци што може понатаму да се реализираат така натаму. И средствата кои што ќе се соберат
ги насочуваме за животни на кои што реално им треба помош, а нема некој кој што може да ги покрие тие сметки или трошоци. И повеќе гледаме тоа да бидат за мачки, затоа што културата на грижа кај за мачки во Македонија ја има, но носење на ветеринар на мачките е многу мала културата, а имаме и други животни, во секој случај кои што доаѓаат, папагали, зборевме и во најавата во комуникацијата пред емисијата. Да, имаме папагали кои што доаѓаат често, доаѓаат многу морски прасиња, доаѓаат зајци. Така да сите тие животни си имаат собствени специфики со кои што ние како ветеринарна амбуланта во конкретниот момент можеме да се носиме со предизвиците со цел да се третираат правилно. Доста често ни доаѓаат, да речеме, зајци, оние што се лавовска глава и така натаму, и за груминг. Ние тоа можеме да го правиме, и доста мачки доаѓаат затоа што многу е специфично и груминг салоните многу малку прифаќаат таков тип на животни. Ние сме сепак ветеринарна амбуланта која што во склоп има и оддел за груминг, што значи дека специфични животни кои што им треба седација, кои што им треба посебен однос, можеме да ги третираме и ги третираме, и сме обучени тоа да го правиме, и доста често од груминг салоните ни праќаат по специфични случаи кон нас за да можеме да се справиме со таков тип на животни. Започнавме со тоа како започнува утрото на еден ветеринар, потоа кажавме некои совети во однос на чување на животните и како изгледа еден работен ден на самиот ветеринар. Па крајот на овој разговор сакам да го завршиме со тоа што значи здраво утро за еден миленик. Да. Можеме еден таков совет да дадеме на гледачите. Да, многу ви одлично ви е прашањето. Навистина ова прашање прв пат ми го поставуваат, а навистина доловува една суштина. По принцип, како што ние кога ќе станеме са бајле наутро и сакаме да бидеме свежи, освежени и да си ги извршиме сите наши потреби, истото имаат потреба и нашите миленици. Во секој случај, поготово треба да се насочиме кон луѓето кои што имаат мали кучиња, мачиња и така натаму, поготово тие што имаат кучиња, дека треба да знаат дека тоа е најдобриот момент за ние да ги дресираме животните, да ги истренираме за правилно вршење на нужда. Кога ќе станат животните, нормално дека исто како и нас луѓето, и тие имаат потреба да си ги извршат потребите. Во таков случај, јас секогаш викам, се облакаш најбрзо што можеш, му даваш храна, вода на животното, го зимаш за поводник и го симнуваш таму каде што си го шеташ најчесто за да си ги изврши потребите, затоа што тоа има таа потреба. Она може да издржи уште релативно краток временски период, поготово вие што се мали кутриња, треба тоа најбрзо што може да го прават и да го пофалат кутрето кога ќе искочи надвор. Кучето кога ќе си ги изврши тие потреби, се олеснува и веќе си почнува со неговиот нормален живот. Значи ќе има интереси за игра, ќе има интереси за галење или па да си го чува дворот и така натаму. Ако ние тоа не го направиме, тоа ќе него предизвикува стрес, тоа трпи. А кучињата знаеме дека дома трпат, те ако више не може, тогаш веќе ќе направи белја дома, збориме за тие кои што се тренирани за тоа да го прават. Во таков случај ние да им олесниме да не трпат, а со трпењето навистина има еден цел циклус на болести кои што може да ги развијат. Најосновните се камења во мочен мејор, во бубрези и така натаму. Затоа ние треба да им даваме на кучињата можност барем 2 пати, најдобро е 3 пати во текот на денот да си ги извршат физиолошките потреби. Многу е важно да им посочиме на собствениците да си собираат позади нив. Значи, навистина, кога ќе ги прошетаат за на другите да им биде поубаво утрото. И на нив. Да. Затоа што и тие обично ги шетаат таму каде што најчесто се шетаат кучиња. Па не ни е пријатно на никој кога ќе газиме во измет. Јас моите деца ги учам уште од мали, уште од 2 до 3 години, они одат по кучињата и со кесичка си собираат. И тоа не е ништо срамно, тоа не е ништо проблемно и така ние допринесуваме за хигиената и за општата култура, па и здравје, затоа што кучињата наши нормално може да пренесат нешто ако не сме ги третирале правилно. И во секој случај треба на 2 месеци да се ги третираат барем за внатрешни паразити, тоа е добро за семејството, и за луѓето, и за кучињата. Така да тоа е здравјето на кучињата, утрото и грижата е да им се даде храничка, водичка, прошетка и можеме ние да одиме на работа. Летно време завршува, ама треба да знаеме дека ако живееме во стан кој што нема добра изолација, на 10-ти спрат, нема добра, односно ги затвараме прозорите, ќе си пуштиме климичка,
затоа што животните, верувате дека вие кога ќе дојдете и кога ќе удри топлотниот бран, животното живее цело време во тоа. Мачка, куче, папагал, што и да. Треба на се да се размисли. Треба да им дадеме нормална средина за живот на тие животни. Не можеме да они да живеат на шкрги, да дишат буквално цел ден, па ние кога ќе се дојдеме ќе се уклучиме климата и ќе ни биде супер. Значи ќе им ставите температура, можеби не како вие кога ќе дојдете, ама да има една нормална температура за нормално функционирање на животните во домашна средина. Се надевам дека овој совет ќе биде од корист на гледачите и се разбира, ви благодарам што имав можност да го испијам првото утринско кафе со вас. Благодарам и на вас. Еве да кажеме ексклузивно дека јас по принцип не пијам кафе, се будам свеж утрината, ме беше навистина убав разговорот и еве ваше чест ќе испиеме по едно кафенце ден. Благодарам многу уште еднаш. Тоа беше Воислав Димитровски, мојот денешен драг гостин, ветеринар кој што навистина ни сподели навистина убави совети кои што верувам дека ќе бидат корисни за сите оние собственици на кучиња и мачиња кои што ја гледаат нашата утринска програма. А се разбира, ние се гледаме повторно утре во новото издание со истата оваа рубрика.